Good evening to everyone. Добър вечер на сите. What have you done from yesterday till now? What do you have think most? Што сторивте од вчера па навака? Значи, зашто највеќе размислувавте, нели? Требаше да размислуваме. Што е тоа зашто највеќе размислувавте денеска? Да платите некоја сметка, да завршите некоја работа, да. So you are thinking about our subject or not? Дали размислувавте околу нашата тема или нешто друго? Okay, They're honest, they think about the subject a little. a little. Okay. I want you to read together with me some verses from the Bible. Да прочитаме заедно неколку стиха од Библијата. I believe that reading this will help you to understand that you must think more to these biblical subjects that about which you are speaking this week. Јас верувам дека читајќи ги овие стихови ќе те да натера да размислуваме повеќе околу овие теми за кои што размислуваме. I invite you to open the Bible in 2 Corinthians chapter 5. Да отвориме Библијата во второ послание до Коринќаните, 5 глава. Please read verse 15. Второ послание до Коринќаните, 5 глава, ќе читаме 15. 15 стих. Read it, please. Кога дојдовме до заклучокот, еден умрел за сите, значи дека сите умреле, а тој умрел за сите, та живите да не живеат веќе сами за себе, туку за оној кој умре и воскресна за нив. Why Jesus died for us? Зошто Исус умре за нас? What is written there? Што е запишано во стихот? Why Jesus died? Зошто Исус умрел? For the living to live. Because we Затоа што ние must live for Him. мораме и треба да живееме за Него. Not for ourselves, but for Him. Не за себе самите, туку за Него. Do you like this idea? Дали ви се допаѓа една ваква идеја? He died for us Тој умре за нас, that we, which live, do not live for ourselves, but to live for Him. за ние, кои што сме живи, кои што живееме, не да живееме за себе, туку да живееме за Него. You like this? Дали ви се допаѓа една ваква идеја? Now open please the Bible in Ephesians chapter 5. Ќе ве замолам да отвориме во Ефесијаните, 5 глава, Verse 25. 5 глава, 25 стих. Ефесијаните 5:25. Мажи, љубете ги своите жени, како што и Христос ја воздоби црквата и се предаде сам себе си за неа. So Christ died for Значи Христос за кого умре? the church. За црквата. Christ died for us in order that we should live for Him. Значи Исус умре за нас, со цел ние да живееме за Него. In the same time, Christ died for the church because He loved her. Во исто време Исус умира и за црквата, затоа што ја љуби. Now the question is, for what we should live? И сега прашањето е, за што, за кого треба ние да живееме? For the church. За црквата. Because if we live, the church lives. If we are dead, the church is dead. Затоа што ако ние сме живи, ако ние живееме, тогаш и црквата живее. Ако ние сме мртви, црквата е мртва. That's why it's very important to understand everything what's happening in the Seventh-day Adventist Church. Затоа е
толку важно да се разбере се што се случува во адвентистичката црква and be very active in this church. и да бидеме многу активни во оваа црква. Tell me, it is necessary to summarize what we have studied last evening? Сега кажете ми дали е потребно повторно да резимираме за она што проучувавме минатата вечер или пак Or you remember the subject and или what we пак have се studied? сеќавате на се? Yeah? So it's not necessary to repeat? Нема потреба да повторуваме. No. Okay. Then tell me what we must do in this evening. Because I said. Тогаш кажете ми што ќе правиме оваа вечер, затоа што тоа го спомнав вчера. We have to prove George Knight and his writing. Yes, we must prove that if the accusations against Andreasen are correct or not. Thank you, Значи Dejan. треба, ти благодарам Дејан, треба да докажеме дали учењата на Андрисен или Андреасен се точни или не. Where is the problem? Okay, perfect. Да, So you are with me. добро, во ред. We start? Почнуваме. Are we starting? Okay. Go to the next slide, please. Почнуваме. And you can see the first subject up there, Christ human nature and the nature of sin in M.L. Andreasen teaching. This is the first subject to study in this evening. Значи ова вечер прва тема за која што ќе проучуваме е Христовата човечка природа и природата на гревот во учењата на Андресен. Be very careful, please. Бидете многу внимателни, ќе ве замолам. Андресеновата теологија на последната генерација била заснована врз тезата дека Христос бил ист како и другите луѓе, вклучително со тенденции или склоности кон грев. Отстранете го тоа учење и Андресеновата теологија е обезвредната и повеќе неодржлива. George Knight is saying that a last generation theology was developed by Andreasen Джордж Найт вели дека ова теологија или наука за последната генерација, која што ја развил Андресен, is based on the idea that Christ in human nature was like us. се заснова на идејата дека Христос, кога зел човечка природа, бил исто како и нас, Including the tendencies or propensities to sin. вклучувајќи ги тенденциите, односно склоностите кон грев. And here he has right. И овде тој има право. Indeed, the idea that we can overcome sin and we will overcome sin Идејата дека ние можеме да го победиме гревот и ќе го победиме is based on Jesus Christ as being our example in this overcoming. се заснова на Исуса Христа како наш пример во победата над гревот. And he also has right when he is saying that if we remove this base, this foundation, Christ was like us in terms of human nature. И исто така Джордж Найт има право кога вели дека ако го отстраниме тоа учење дека Христос бил во човечка природа како еден од нас, The last generation theology falls down. тогаш едноставно ова наука за последната генерација пропаѓа и е неодржлива. You are agree, yes? Excuse me? You are agree with the Дали се служувате со оваа идеја? Okay. Let's go now and see what Milian Loritz Andreasen have taught. Ајде да видиме сега Андресен што учел. Зборот инкарнација или отелотворување произлегува од два латински збора. Инкарнис, значи, кои значат во плот или во плотта. Прашањето на Христовата природа, додека бил во плот, во тело, значи, е едно од основните столбови во христијанството. На ова учење се темели спасението на човекот. Само тогаш кога Христос се ставил себе си на нивото на човештвото, кој дошол да го спаси, можел да му покаже на човекот како да ги победи своите слабости и страсти. Ако луѓето со кои се дружел би разбрале дека тој бил изземен од страстите со кои тие мораат да се борат, неговото влијание би било моментално уништено, а самиот тој би бил сметан за измамник. So you understand what he's saying? Дали разбираме што вели овде Андресен?
Simple, Jesus Christ came in the same flesh as we came in this world. Едноставно кажано, Исус Христос дошол во она исто тело во кое што и ние сме биле родени. This flesh included our hereditary tendencies or propensities to sin, Ова тело ги вклучува нели и тие наследни склонности или тенденции кон греф. but because he never sinned, Меѓутоа, затоа што Исус Христос никогаш не сгрешил, he didn't have the tendencies or the propensities of sin. значи тој не ги поседувал оние склонности и тенденции на гревот, или тие стекнати, така наречени. Имал наследени, но не и стекнати. Не можел да стекне, пошто не сгрешил. So, by birth, he had the tendencies to sin, Значи, по раѓање, тој ги имал склоностите кон грев, да сгреши, as we have, како што и ние ги имаме, истите тие. but he never had the tendencies of sin because he never practiced even one more sin. Многи немал оние склоности од гревот, затоа што никогаш не направил грев. It's very important for you to make the difference between tendencies to sin and tendencies of sin. Многу е важно да ја направиме оваа разлика на склоностите кон гревот и склоностите од гревот. So, Andreasen is saying that Jesus Christ was not exempt from these tendencies, from this heritage. Значи, Андресен учи и вели дека Исус Христос исто така ги имал овие слабости и страсти, Now again, тенденции. we are here. George Knight is saying that on this idea that Jesus was like us exactly, the Last Generation theology was built. Сега, значи Джордж Најт ни вели дека теологијата, науката за последната генерација се темели токму на ова учење, дека Исус Христос бил како еден од нас во тело. Now what do you think? Сега, што мислите? Andreasen, if it was the inventor of last generation theology, must have been also the inventor of the idea that Jesus was like us. Што мислите, дали Андресен, ако веќе ја измислил ова теорија на последната генерација, тогаш би требало тој исто така да ја измисли и науката дека Христос дошол во тело како еден од нас? Or there were some other Adventists before him that were teaching the same things? Или пак дали имало некои други адвентисти пред него кои што ги поучувале истите овие работи? What do you think? Што мислите? Дали Андресен го измислил ова? Го започнал или пак пред него имало некои други? The Bible is telling us. For sure, the Bible is telling this very Со clear. сигурност дека Библијата и тоа многу јасно ни го кажува ова. But there are some people who have a very, very fine skill to say that the Bible is saying what the Bible is not saying. Меѓутоа, има такви луѓе кои што се уметници, да кажам така, значи знаат како да не убедат, односно да ни кажат дека Библијата го вели она што не го вели, во суштина. To understand this, I'll give you an example from Romania. Еве ќе ви кажам еден пример за да го разберете ова од Романија. In Romania, in the Seventh Adventist Church, he was now dispelled from the church, dismissed from the church, but he still considered him an Adventist. We have a guru. Значи во Романија, во Адвентичката црква имаме еден гуру кој што се уште се смета за адвентист, иако веќе е исклучен од црква. Now, I will tell you what he is teaching. Еве сега ќе ви кажам што тој поучува. But before this, I will put in your remembrance some verses from the Bible. Меѓутоа пред ова ќе спомнеме, ќе се подсетиме на некои стихови од Библијата. Now, please remember John 1:1. At the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Please emphasize the last one. Was God. The Word was God. Okay, да се подсетиме на Јован 1:1. Еве како вели стихот. Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Словото беше Бог. So, who is God? Значи, кој е Бог? The Word. Словото е Бог. Okay. Who is the Word? А кој е Словото? God or Добро, Бог или поточно кој е Словото?
Thank you very much. The Благодарам. Word is Jesus Christ. Значи Словото е Исус Христос. Now, please read verse 14 on the same verse. Same chapter. Yeah, the same chapter. Од истата глава, Јован прва глава, го читаме 14 стих. И Словото стана тело и се настане меѓу нас и ја видовме неговата слава. Славата што ја има како единороден од таткото, полн со благодат и вистина. So, who was made flesh? Кој стана тело? Jesus. Исус стана тело. So, Jesus was made flesh. Значи Исус стана тело, The Word was made flesh. Словото стана тело. And give me another definition for Jesus or the Word. Сега, дајте ми друга дефиниција за Исуса, односно за Словото. I'll give you one more. 1 Timothy 3:16. God was made flesh. Прво послание до Тимотеј 3:16, каже што се вели дека Бог стана тело. But give me you one more definition for this. Меѓутоа, дајте ми уште една дефиниција повеќе за Another околу ова. definition, another name, let's say, or another title for this. Значи, некој друг назив, име за ова, не дефиниција, значи не се бара дефиниција. Who is Jesus? Who's the Word? Кој е Исус, кој е Словото? I said God, Окей, аха. and I need another one. Because I was thinking that you will say God. Добро, значи Словото или Христос, нели тоа е Бог, меѓутоа бараме нешто Who is Christ? трето. Кој е Исус? The Son of God. Thank you. Ви благодарам, тој е Божиот син. So the Son of God was made flesh. Значи Божиот син стана тело. So it's clear from the Bible this? Дали е јасно ова од Библијата? Now imagine that this guru from Romania Е, сега замислете си овој гуру што ја го спомнав од Романија, has at least 300, 400 listeners and followers. има најмалку 300 до 400 своји следбеници и слушатели, And he is teaching that the Word, и тој поучува дека Словото, the Son of God, Божиот син, sacrificed himself before the foundation of the world дека се жртвувал самиот себе пред создавањето на светот. died forever and does not exist. Умрел за секогаш и дека повеќе не постои. And that Christ is only a simple human being И дека Христос е само едно човечко суштество, in which divinity and humanity were combined. во кое што суштество божеството и човештвото се на некој начин во соединети. And he is saying that this is the message of Minneapolis in 1888. И тој тврди дека ова е пораката од Минеаполис од 1888. And I want you to know that these 300-400 people who are listening to him and believing these things Би сакал да знаете дека овие 300-400 негови следбеници кои што веруваат во ова нешто, are not people who do not know to read. тоа не се луѓе кои што не знаат да читаат. Some of them are very smart, Некои нив се доста паметни луѓе, very, very smart. многу паметни. Now the question is, how could they be misled? И сега прашањето е како тоа дозволиле да бидат заблудени во нешто вакво. It is Is the ears are yes. There is a connection between the ears of someone and the language of somebody else. Да, има поврзаност помеѓу ушите на некого и помеѓу јазикот на другиот. So some of the people are very skillful when they are speaking. Значи некои луѓе се доста елоквентни, како што велиме, нели, способни за зборување. And they can misleading people. И способни се да ги заведат луѓето, да ги заведат масите. Their presence, their style of speaking, Значи нивното само присуство, нивниот начин на говор, the style in which they are arranging the words, начинот на тоа како ги, значи, аранжираат, ги
спојуваат зборовите. is very hypnotizing for some И навистина others. хипнотички делува, значи над масите, над луѓето. In the same way, Satan misleaded Eve in the garden. На истиот The начин, words. на истиот начин сатаната ја завел Ева во градината преку зборовите. Ја хипнотизира, нели? Знаете, Елен Вајт го вели тоа. So please be very careful to words Затоа внимавајте, што слушате, внимавајте на зборовите. and to people. И на луѓето исто така. He does not want to hurt anybody. Да гуру. The guru, yeah. Че овој човек, овој гуру, не сака никого да повреди, He does not want to kill people. тој не сака да убива, He does not want that the people who follows him do not go in heaven. He wants this. значи тој сака да луѓето на кои што им се обраќа бидат спасени. Значи има добри намери, сосема, But но the good reasons must be covered with the truth. меѓутоа добрите причини треба да бидат покриени, да бидат поврзани со вистината. The same with every man. Тоа е Who исто speaks. така со секој човек кој што зборува, Okay. кој се обраќа. Are you agree with me to ask George Knight something? Дали ќе се сложите со мене да го запрашаме нешто Џорџ Најт? So, he said like so. Тој Again, I вели, repeat. тој вели вака. Last generation theology of Andreasen that he developed Значи повторуваме уште еднаш, теологијата на последната генерација која што ја развил Андрисен was based on the idea that Christ in his human nature was exactly like us. се заснова на идејата дека Христос имал човечка природа која што била иста како и нашата. Let's ask George Knight if this teaching that Christ in his nature was like us Сега да го запрашаме Џорџ Најт дека ова учење, дека Христос во човечката природа бил како нас, was invented by Andreasen дали таа наука била измислена од Андрисен, or was a teaching that was preached in the Seventh-day Adventist Church before Andreasen. или пак тоа било учење кое што се проповедало во Адвентистичката црква и пред неговото време. We ask him, Самиот Најт ќе го прашаме да ни каже. let him respond. Важно е да се забележи во оваа пригода дека Андрисен не морал да се расправа за да поентира во својата теологија на грешните склоности низ 30-тите и 40-тите години од 20 век, поради незината широка прифатеност во адвентистичките кругови. What he's saying? Што вели? That in 30s and 40s, while Andreasen was speaking about the last generation, Тој веле дека во 30-тите и 40-тите кога Андрисен се занимавал со оваа теологија, it was not necessary for him to argue for the teaching that Christ was like us, значи не морал ни да расправа воопшто за тоа дека Христос бил како нас. because in these years, 30s and 40s, this teaching was widely accepted in the Seventh-day Затоа што Adventist Church. токму во овој период, ова учење било широко прифатено во адвентистичките кругови. Clear? Дали е јасно? To be more sure, we read another quote. Да бидеме уште посигурни, ќе прочитаме уште еден цитат. George Knight is still answering to our question. Се уште Џорџ Најт ми одговара на прашањето. Вели вака: вториот значаен обид да се очистат адвентистичките изданија со цел да се постигне деноминацијата да изгледа поортодоксна, имаше врска со Христовата човечка природа. Типичен пример за тоа се библиските четива во домашно обкружување. Так се вика една книга. Помеѓу 1915 и 1949 година, во секое издание на таа книга имало две истакнати тврдења во врска со Христовата грешна природа. Гледиште кое што другите христијани воопшто го сметаат за одбивно. Таа на широко распространета адвентистичка книга не само што тврдела дека Христос се отелотворил во грешно тело, туку исто така тврдела дека тој имал грешна падната природа и бил роден со склоности кон греф. Clear? Дали е јасно? Do you remember that yesterday we have read the fact that our General Conference leader cleaned up some books? Се сеќавате нели на она дека вчера прочитавме некои цитати каде што
лидерите, водачите на генерална конференција извршиле прочистување на некои списанија и книги. Have you asked the question, what books and what subjects were so important to be cleaned up? Дали сте се запрашале кои биле тие книги и кои се тие толку важни теми од кои што требало да бидат прочистени овие книги? You have the question, the answer now. Го имаме одговорот овде. The books that were speaking about Christ's human nature as fallen into sin were cleaned up. Че оние книги кои што ја содржале во себе идејата дека Христос зел грешна, падната природа на себе, тие биле прочистувани, значи. And he gives an example of a book published by the church, Bible Readings for Home Circle. И ни дава пример со една книга која што била печатена и носи наслов библиски четива во домашно обкружување. Now, let's see what's happened with the cleanup, and after that, let's see the quote in the book. Да видиме сега што се случило со тоа прочистување, а потоа ќе видиме и цитат од самата книга. Во 1949 година издавачкото здружение Преглед и гласник побарало од Д.Е. Рибок, председател на теолошкиот факултет, да ги ревидира библиските четива, значи оваа книга, претходно спомната, во новото нејзино издание, че биле избришани сите наводи во врска со грешната природа и грешните склоности. So it is clear. We Еве had го a book чистењето. that from 1915 till 1949 had the same teaching. In 49 was changed. Значи имаме книга, библиски четива, која што од 1915 до 1949 година ги содржала истите учења, што нели подоцна и Андресен ќе ги промовира, но во 49 година се избришани. Now, let's see the quote from Bible Readings for Home Circle. Да го видиме самиот цитат сега од From Note in His Humanity. Значи во својата човечка природа Христос зеде дел на од нашата грешна падната природа. Еве го тој дел таму горе, кај што покажува самата стрелка. Should I read? Yes. Ако не беше така, тогаш тој не беше направен како еден од своите браќа. I have this, I think later. No. The same one. Okay, no problem. But you don't Значи, have тој, ако не беше така, тој не беше направен како еден од своите браќа, во сите точки, односно во се не беше кушан како и нас, и не победи како што ние треба да победиме. И според тоа, тој не е целосен и не е совршен спасител на човекот. Односно, таков спасител како што човекот му е потребен, или, I think we read this quote. Okay. Some of... So, you see the quote as was printed in 1915s. Значи, го гледаме овој цитат како што бил отпечатен во 1915 година, еве гледаме. In 49 was changed. И додека во 49 година веќе во тоа издание овој дел го немаме, избришан. George Knight continues to answer to our question. The next slide. Джордж Найт продолжува да ни одговара на нашето прашање. Вели вака: најпроблематичната тема со која адвентистите требало да се справат беше Христовата човечка природа. Тука постоеше еден вистински проблем за адвентистичките дискутанти, бидејќи во една скорешна анкета на повеќе адвентистички водачи, самиот Фрум открил дека речиси сите сметаат дека Христос ја имал нашата грешна природа. Повеќе од тоа, во изданието од 50-та година на книгата на поранешниот председател на Генерална конференција В.Х. Брансон, Драма на вековите, отворено се тврди дека Христос отелотворен го зел на себе нашето грешно тело и дека Христос морал да ја прифати грешната природа на човекот. So do you understand? Дали разбираме? In the dialogue that was taking place between Adventists and Calvinists, Во оној диалог, во онаа дискусија што се случувала меѓу адвентисти и калвинисти, the Adventists were asked about what they are believing about the human nature of Christ. адвентистите меѓу другото биле запрашани околу тоа што веруваат за
Христовата човешка природа. Walter Martin and Donald Great Barnhouse already knew what Adventists were teaching. Волтер Мартин, че вчера ги спомнавме овие двајца, и Доналд Барнхаус веќе знаеле што адвентистите учат на оваа тема. But they asked to be sure that they understood correctly. Меѓутоа, запрашале за да бидат сигурни дека разбрале како што треба. This question was, according to Knight, the most problematic issue that the Adventists had to deal. Според Джордж Найт, ова прашање било најпроблематичната тема, оваа тема била најпроблематичната за која што адвентистите се справувале. Do you know why? Знаете ли зошто? Because it was necessary for them to respond to the Calvinists Бидејќи за нив било потребно да им одговорат на калвинистите with an answer that should be accepted by the Calvinists. Значи, неопходно било за нив да одговорат со одговор кој што би бил прифатлив за калвинистите. But in the same time, do not produce a problem in the Seventh-day Adventist Church who are believing opposite А во ideas. исто време и да не креираат проблем во адвентистичката црква меѓу адвентистите кои што верувале поинаку. Because Fromm himself, before giving the answer, have made a survey, a poll, between some of the leaders of the Seventh-day Adventist Church. Бидејќи Фрум самиот направил една анкета, истражување меѓу самите водачи во адвентистичката црква, And nearly all of them и сватил, заклучил дека скоро сите believed that Christ had our sinful nature. сметале и верувале дека Христос ја имал нашата грешна природа. The previous President Conference had written a book with the same idea. Исто така и поранешниот председател во тоа време, Брансон, напишал книга со истата таа идеја. Now, let's see what happened at the conference as Donald Green Barnhouse told this in a magazine Eternity. Значи, ајде сега да видиме што се случило на самиот состанок, на самата конференција, So this quote каде is што Доналд Барнхаус запишал во едно списание. Donald Great Barnhouse says these words. Значи, ова го кажува Барнхаус и тоа под наслов дали адвентисти на седмиот ден се христијани. Нов поглед на адвентизмот. Додека господин Мартин ги читаше, значи Волтер Мартин, ги читаше нивните одговори, например, дојде до еден цитат во кој тие апсолутно ја одрекуваа мислата дека држењето на седмиот ден саботата е основа за спасение и одрекуваа било какво учење дека држењето на првиот ден се уште се смета како основа за примање на живот на зверот на антихристот. Че го одрекувале ова. Тој им укажа дека во книжарата која беше составен дел од зградата каде што се случува овие средби, има одредена книга напишана од еден од нивните автори во која категорично се тврди спротивното од она што тие го застапуваа. Водачите побараа да им биде донесена книгата и заклучија дека господин Мартин е во право и веднаш им го предочија овој факт на службениците на Генерална конференција дека ваквата ситуација мора да се поправи, а таквите изданија да бидат коригирани. Истата оваа процедура беше повторена во врска и со Христовата природа, за која што мнозинството од деноминацијата од секоја сметало дека била безгрешна, света и совршена, и покрај фактот дека во некои ретки ситуации некои од нивните писатели искажувале поинакви ставови кои биле отфрлени од црквата во целост. So when the Calvinists asked some questions, Значи, кога калвинистите поставиле неколку прашања, and they receive different answers than those they expected to receive, и добиле поинакви одговори од оние што ги очекувале, they were shocked. биле шокирани. And they said, but in your books it is written that is not so, as you say now. Меѓутоа им рекле, па вие имате книги во кои што е напишано спротивното од оно што сега го велите. And they say, where it is written? А тие се запрашале, а каде тоа? And Walter Martin said, in that building, in that book, at that page. И Валтер Мартин им кажал, им цитирал точно, таму, во таа книжара, во таа книга, на таа страна. Very well prepared. Многу добро подготвен, значи бил. They sent somebody, a secretary maybe, to bring the book. They Испратиле discovered that is so. некоја секретарка или било што да донесе книгата. And they sent the book to the General Conference Я to be испратил. corrected. До Генерална конференција истата книга за да биде коригирана.
да биде прочистена, нели? And Barnhouse says so. А Барнхаус вели вака, значи. This process was made also in regard to the human nature of Christ. Дека истиот овој процес бил направен и во врска со учењето за Христовата човечка природа. Значи тоа бришење и чистење. A subject about they receive the answer from the leaders that all the church believed always that is sinless without tendency different than ours. Can you say it in 2 sentences? Yes. Sure. Okay, so the same procedure of cleaning up the books Чистата таа процедура на чистење на книгите, took place in regard to the subject of Christ's human nature. тоа while го on кажавме дека се случило и со темата за Христовата човечка природа. In regard to these subjects, Christ's human nature while he was on earth, Во врска со оваа тема за Христовата човечка природа, доека нели тој бил како човек на земјата, the Calvinists калвинистите received from our leaders the answer that примиле од нашите водачи одговор дека the majority of the denomination has always held to be sinless, holy and perfect. дека мнозинството од деноминацијата од секој сметало дека таа природа Христова била безгрешна, света и совршена. Okay. But we have some people, small number, who don't believe so. Меѓутоа имаме тамо неколку кумина во нашите редови кои што не веруваат така. So Adventist lied them. Значи, адвентистите ги излажале во оваа дискусија. Тоа не е било вистина, нели читавме претходно што се верувало. Fromm had a pool. Фрум, значи, го имал оно истражување со себе, It was a clear proof for him that almost all leaders of church believed that Christ was like us. и каде што во кое што истражување се гледа дека скоро сите водачи од адвентистичката црква верувале дека Христос зел човечка природа како и нашата. But he told to the Calvinists that the majority believed that was not like us. Меѓутоа им кажал на калвинистите нешто спротивно, дека повеќето, односно мнозинството, верувало дека Исус не бил како нас, туку бил од секојаш безгрешен, свет, совршен. If you believe that the word liar is too powerful, Ако верувате дека зборот лажго е премногу силен да се употреби во овој случај, let's have George Knight use other. тогаш ајде да видиме, да го послушаме, да видиме кој збор го користи Џорџ Најт. Не можејќи да го заобиколат проблемот, изгледа дека Фрум и неговите колеги биле помалку од искрени, значи не лажговци, неколку помалку од искрени, за тоа што повеќето адвентисти го верувале на оваа тема уште од средината на 1890-тите години. Според Барнхаус, адвентистичките водачи им рекле нему и на Мартин дека мнозинството од деноминацијата од секојаш сметало дека Христовата човечка природа била света, безгрешна и совршена. So George Knight is saying that our leaders were less than honest. Значи е тој израз кој што Џорџ Најт го користи, место лажговци вели помалку од искрени. How many of you brothers do you want to have a wife less than honest? Колкумина од вас браќа, им се обраќам на браќата, би сакале да имате жени, односно жена, да, која што би била помалку од искрена кон вас. Sisters, how many of you want to have a husband less than honest? Или обратно им се обраќам на сестрите, колку мина од вас би сакале да имате мажи кои што би биле помалку од искрени. How many of you do you want to have people working for you less than honest? Колку мина од вас би сакале да имате колеги, односно, еве да речеме луѓе кои што ќе работат за вас, кои што би биле помалку од искрени кон вас. You understand? Разбираме, нели? It's very important and critically. Многу е важно ова и критично дори, да. Now, please remember that George Knight is saying
Да запоменатиме дека Джордж Најт вели that the Adventists started to believe that Christ was like us only from 1890s. дека адвентистите почнале да Can you repeat this? He says that we started to believe Дека ние почнавме да веруваме in Christ во human nature like us, Христовата човечка природа, дека е како нашата, во starting only. почитувајќи од 1890-тите. Now, this is a lie, Ова е исто така лага. and I will show you a book that demonstrates this, Ќе but ви not now. покажам една книга која што го покажува тоа, меѓутоа не сега. Okay, let's read another quote from George Knight Прочитаме сега уште еден on the same issue. цитат од Джордж Најт на истата тема. Фрум и неговите колеги не само што погрешно тврделе дека мнозинството адвентисти верувале во Христовата човечка природа поинаква од она нападнатиот грешник, туку отишле чекор понатаму да ги поистоветат со налудничава крајност во деноминацијата сите оние кои го имале гледиштето на Андресен. Значи луди се, со други зборови, тие што така веруваат. Повеќе од тоа, книгата Прашања од доктрината, претежно развиена од Фрум, била исто така помалку од искрена во изнесувањето на оваа тема. Или лажела. Типичен пример за тоа е што под насловите кои што представуваат вовед во цитатите на Елен Вајт во таа книга, значи Прашање од доктрината, не секогаш верно го одразуваат материјалот од незиното перо. So, George Knight has answered. Значи Джордж Најт има одговор. This is the book, next slide. This is the book that will show that from 1852 till 1952 at least, in our magazines, books and sermons, Значи ова е книгата која е што јасно кажува дека од почнувајќи од 1852 до 1952, тој е период од 100 години, во нашите списанија, нашите книги, was teach that Jesus Christ had the fallen nature as we inherit at birth. се поучуваше дека Исус Христос ја имал истата онаа падната човечка природа како и нашата од самото раѓање. Now we have the answer for our question. Сега го имаме одговорот на нашето прашање. Tell me the question. Кажете ми го прашањето. The question about what we spoke about. What kind of nature has Jesus had? This is not the question exactly, but this is the subject. Добро, тоа е темата, но тоа не е баш точното прашање. Значи, дали Андресен учил точно, бил во право? Is this Anderson idea or? Okay, this is the question. Now we have the answer. What is your answer? Тоа е прашањето, да, а одговорот е кој? He was right. So, Andreasen was not inventing the theory that Christ was like us. Значи, Андресен не ја измислил ова теорија дека Исус Христос бил како еден од нас. He built on a truth that was preached in the Seventh-day Adventist Church. Туку тој само надградувал на вистината која што претходно била проповедана во црквата. In other words, Со други зборови, the last generation theology науката за последната генерација was built upon a fundamental doctrinal point of Seventh-day Adventist Church. беше изградена на една основна доктринал наша наука која што наука на адвентишката црква, да. Let's take the second point, the sanctuary. Сега втората точка, Do you remember втората that наука околу светилиштето. we've said that we will take three main points Се сеќавате дека ќе разгледаме три важни точки, to see if Andreasen is developing these ideas or already Adventism was preaching what he's saying. за да видиме дали тоа била негова измислица на Андресен или пак тоа било проповедано од порано. Okay, Значи светилиштето. let's read. Will be two slides. Please read them both. Ова го вели Андресен. Тоа е тој значи на сликата. Секоја капка крв попрскана врз жртвениот олтар при утринската и вечерната служба представувала запис за сторени гревови.
На роговите на истиот жртвеник, како и на каделниот олтар, бил направен запис на секој сторен греф преку крвта нанесена врз роговите од страна на службениот свештеник, откако грешниците пристапуваа со своите лични жртви за да добијат простување. На денот на помирувањето, гревовите на оние што веќе примиле простување биле избришани. Непокајаните грешници биле погубени. На тој начин светилиштето било чистено од записот на гревовите насобрани низ целата година во него. Гревовите повеќе не сведочеле против народот. Било направено помирување и луѓето не биле под осуда. Дури и самиот запис повеќе не постоел. Го читам и следниот цитат. Во последната генерација Бог ја дава конечната демонстрација дека луѓето можат да го држат Божиот закон и дека можат да живеат без да грешат. Бог не остава ништо не сторено за оваа демонстрација да биде комплетна. Бог е конечно оправдан со оваа последна генерација на светии. Со нив го поразува сатаната и го добива својот случај. Очистувањето на небесното светилиште зависи од очистувањето на Божиот народ на земјата. Колку е важно значи Божиот народ да биде свет и без дамка. Секој грев треба да биде изгорен во нив, така што тие ќе можат да стојат пред лицето на светиот Бог и да живеат со огнот кој проголтува. Now you see, when Andreasen is speaking about the last generation, Значи, кога Андресен зборува на тема на последната генерација, a generation that can live without sinning, генерација која што ќе живее без да греши, he says this in the context of the sanctuary, the cleansing of the sanctuary. тој ова го кажува во контекст на чистењето на светилиштето. And he clearly shows И јасно покажува that in order sanctuary can be clean, дека со цел светилиштето да биде чисто, да биде очистено, the church must be clean. црквата треба да се очисти. It is clear? Дали е јасно? Now let's ask George Knight. И сега да го запрашаме повторно Джордж Найт, кој друг. If Andreasen was the inventor of this theory, Дали Андресен е тој кој што ја измислил оваа теорија? or it was preached in Adventism before Или Andreasen? била преповедана и учена и пред него во адвентизмот. Според оваа теологија, која се протега уште од Крозиер и Джозеф Бейтс во 1840-тите, Божиот народ на земјата мора да го очисти храмот на душата, доека Христос го чисти светилиштето на небото. Еве го одговорот. You have the answer? Го слушнавме, го видовме одговорот. So it was not Andreasen beliefs. Значи тоа не биле верување на Андресен, измислени од негова страна. He only agreed Тој само се сложил that Crozier and Bates дека Крозиер и Бейтс were right when they were saying this. биле во право кога го велеле тоа. Значи, истата таа тема. Nothing more. Ништо повеќе од тоа. So this idea is also basic Adventist teaching, fundamental. Ова идеја е исто така основно адвентистичко учење. Идејата за дека при чистењето, за да се очисти светилиштето, треба да се очисти црквата, односно верниците. Now, let's go to the third one, the atonement finished at the cross. Третата точка е помирувањето било завршено на крстот. Andreasen is saying about this, Во врска со оваа точка, Андресен вака вели. Тие, се мисли на нашите предци, не е можно да учеле дека помирувањето било завршено на крстот, дека било целосно и доволно, и да веруваат дека едно друго помирување, кое било исто така завршно, се случило во 1844. Тоа би било абсурдно и безсмислено. so Andreasen is teaching that the atonement was not finished at the cross. Значи, јасно се гледа дека Андресен учил дека помирувањето не било завршено на крстот. Let's ask George Knight Да го запрашам сега Джордж Найт, if it is Adventist teaching or it was invented by Andreasen. дали и тоа учење било измислено од Андресен или пак било адвентистичко учење од претходно. And he says, И еве што тој вели. Еден друг дополнителен концепт кој е клучен за да се разбере Андресен е неговото цврсто верување дека Христовото помирување останало незавршено на крстот. Идеја која укажува наназад на Крозиер, повторно, и на неговото рано мислење за небесното светилиште
И адвентистичкото верување дека антитипскиот ден на помирување започнал во октомври 1944. I remember something, but Се присетив на нешто, give me some time to search it. меѓутоа дајте ми малку време за да го пронајдам тоа нешто. Today I have sent to Brother Borche only 90 questions for you. Денеска Паул ми испрати само 90 прашања за вас. Значи не се секирете, не се 100. I said 100, Реков нели 100, but I didn't want to add technical questions. I only asked spiritual ones. меѓутоа не сакав нели да додавам во тие онакви технички прашања, туку беа само од прашања од духовна природа. That's why are only 90. Затоа се само 90. Okay. Is the questions with answers? So? No. No. Нема одговори. Because Одговорите вие ќе ги давате. don't see the question as a test, Значи не го гледајте овој прашалник како некој тест, but see them as a means to study more and to know the truth. значи не ги гледајте прашањата како тест, туку како средство да ве поттикнат повеќе на проучување и да знаете повеќе. So you have a question. Значи вие имате прашање, Those who know the answer will explain the answer to those who do not know. значи ако некој постави прашање, оној кој што го знае одговорот на тоа прашање ќе им го објасни одговорот на оние останатите кои што не го знаат. If the answer is not complete, you will study more to see and to give a Ако complete може би answer. одговорот не е комплетен, не е целосен, тогаш тоа ќе не поттикне на повеќе проучување за да дојдеме до целосниот одговор. If you have a question where nobody has the answer, Ако имате некое прашање на кое што нема никој да даде точен одговор, together as a church, you shall find the answer. тогаш заедно како црква ќе го пронајдете одговорот. Okay. I want to see if I add here a question. Сакам да видам дали додадов едно прашање меѓу овие 90. Yes, I ask it. Да го најде Паул. So, look again on this slide. Да го погледнеме повторно значи овој слайд. What he's saying, Што вели овде Джордж Најт? that Crozier presented the idea of an ongoing atonement in heaven. Дека Крозиер ја представил идејата за помирувањето на небото. Now, does somebody authorized Crozier teachings? А сега прашањето е дали некој ги овластил учењата на Крозиер. This is one of the question 20. Who authorized the article of Crozier? Кој ги овластил тие списи, односно написи на Крозиер? Под чие овластување се? Do you know? Дали знаете, можеби? Even a clue? A small clue? Барем малку нешто да ви текне онака. Джонс. No. They could not have authority to authorize something like this. Тие We не need something else. би имале такво овластување. And I said everything, I give you the answer. Нешто повеќе треба да имаат. Сега со тоа ви давам и одговор фактички. Dan says that there was a quote from Ellen G. White where she says that she authorized. Yes, I feel deeply authorized by the Lord to recommend this article to every saint. Do you Кај што remember? Елен Вајт кажува во еден цитат дека се чувствувам длабоко овластена од Господа да ви го препорачам, значи ова списание или како беше тоа, да. Thank you. So Dan was very paying attention to this issue. Значи очигледно Дејан внимателно следел. Да, тој е помлад. А повише памти. Now, I think we have the conclusion. Мислам дека го имаме заклучокот. The fact that Andreasen was not the developer of this theory.
а тоа е фактот дека Андрисен не ја измислил оваа теорија. But if somebody of us does not have the full proof for this, Меѓутоа, ако некој од нас го нема целосниот доказ за ова нешто, let's read something more. мислам, ако не сте уверени се уште во тоа, we- да прочитаме уште нешто. We will have some quotes from dissertation from Andrews, Ќе имаме неколку цитати од една дисертација од Универзитетот Ендрус, written by Paul Evans and presented in July 2010. напишани од Паул Еванс, напишани во јули 2010. The name of the dissertation is, please translate the title, a historical contextual. Значи, називот на оваа дизертација е историска контекстуална анализа на на науката за последната генерација на Андресен. So the thesis is about Andreasen. Значи, се однесува, ова се однесува на Андресен и неговата наука, неговото учење. And the dissertation has four important parts, 2, 3, 4 and Ова 5. дизертација имала 4.5, да. 4, yeah. Значи 4 важни делови, 2, 3, 4 и 5. The second chapter is a survey over the Adventist teaching from 46 to 88, Minneapolis. Второто поглавје се однесува на едно истражување во врска со учењата од 1846 до 88 до Минеаполис во Адвентистичка црква. The third chapter and the second important part of the dissertation is from 1808 to 1915 when Ellen White died. Второто поглавје или под број 3 се однесува на учењата кои што датираат од 1888 до смртта на Елен Вајт 1915. A third important part is from 1915 to 1937. Третиот битен дел, што е под број 4, се учењата од 1915 до 37. 1937 is the year when Andreasen published the book The Sanctuary Service. Значи, 1937 е годината кога Андресен ја издал онаа книга Службата во светилиштето. In which he presents in full the Last Generation Theology concept. Каде што во целост го презентира оној концепт за последната генерација. Now let's see what Paul Evans has to say about the research and the conclusions at which he arrived. Да видиме сега што вели Паул, што напишал овој Паул Еванс во врска со ова истражување и околу заклучоците до кои што тој дошол. First, purpose and research. Purpose of the research. Прво е целта на истражувањето, што го You прави. can read it. Целта на ова проучување е да ја анализира теологијата на последната генерација на Андресен во незиниот историски контекст, барајќи сродни теолошки претходници во адвентизмот. Главна цел е да се разјасни односот помеѓу концептите на Андресен и слични теми во списите на Елен Вајт и други адвентисти кои пишувале пред 37 година, кога беше издадена книгата на Андресен Службата во светилиштето. Justification for the research. Образложение за истражувањето. Ова проучување е важно бидејќи се гледа дека теологијата за последната генерација на Андресен имала важно влијание на обликот на адвентистичката теологија. Scope and delimitations. Обен и разграничување. Ова проучување се однесува на периодот од разочарувањето на 22 октомври 1844 па се до 37-та во врска со потрагата на можни претходници на теологијата на Андресен. Summary and conclusion for the first period, 1846-1888. Резиме и заклучок за околу овој првиот период од 46 до 88 од 19 век. До сега беше разгледан доста материјал кој во себе ги содржи гледиштата на Андресен. Порекнувањето на Крозиер на помирувањето на крстот било од витално значење за саботјанските адвентисти. Джозеф Бейтс рано ја поддржал идејата за целосна послушност на законот како потребен квалитет за оние кои се подготвуваат да бидат запечатени, очекувајќи да бидат вознесени. Who was Joseph Bates?
Кој беше Джозеф Бейтс, се сеќаваме ли? The first Adventist. The first The Adventist. founder. The founder. Okay, the real founder of Adventist. Значи, вистинскиот основач на But Адвентизмот, the first Adventist who но и беше и првиот адвентист кој што? Regarding the Sabbath or the I law. remember that Brother Danilo said the same thing also last time, that Се сеќам дека брат Данило го даде истиот одговор како и претходниот пат кога. and it's correct, but И тоа е точно, да. in our study, Bates was the first who have done something else. Меѓутоа проучувавме нешто друго, значи околу Джозеф Бейтс. Бил првиот адвентист што совршено. He was the first Adventist that teach that the law has to be perfectly. Yes. Do you remember? Joseph Bates was the first Adventist to believe that we must completely obey the law. Значи тоа е тоа. Джозеф Бейтс беше првиот адвентист кој што учеше дека и веруваше дека треба совршено да се држи Божјиот закон. Okay, we continue with the summaries for 4688. Продолжуваме понатаму со резимето околу овој прв период што го дава Паул Еванс. Списите на Елен Вајт даваат изобилство на материјал за анализа. Незиното рано внимание на 144.000 го постави тонот на постојано истакнување на квалитетите на верата и совршенството на карактерот кои треба да ги поседуваат оние кои се подготвуваат за вознесение. Јасно е дека таа очекувала народ во последното време кој ќе извојува победа над секој недостаток на карактерот пред да заврши времето на милост. We continue with another two quotes. Продолжуваме со уште два цитати од 1870-тите. Елен Вајт започнала да користи речник на одбрана на божествениот закон во врска со незиното проширување на темата за големата борба. И следниот, други адвентистички писатели очигледно ги споделувале истите гледишта во однос на последната генерација, како Джейн Ендрус е јасен, вели, во однос на потребата на целосна победа над гревот. So it's clear. Значи јасно е. The idea of a last generation who will not sin is present in Adventism from the beginning. Дека идејата за последната генерација, која што нема да греши, била присутна во адвентизмот од самиот негов почеток. Now tell me, when we have people who are fighting against last generation theology, И сега, кажете ми, кога имаме луѓе кои што се расправаат околу ова теорија за последната генерација, we have people fighting against ние всушност имаме луѓе кои што се борат против што? Ако се борат против оваква една наука, се борат против against the truth. Yes, against the truth, against the Да. Bible, against Против Adventism. вистината, против Библијата, против адвентизмот. Okay, summary and conclusions 1888-1915. Сега резиме и заклучок околу вториот период, од 88 до 1915. Елен Вајт не ги променила основните црти на настаните од последното време, кои што станале многу брзо известни во незината кариера како писател. Таа продолжила да ги поттикнува верниците да се подготвуваат за доцниот дожд и за запечатувањето, преку усовршување на своите карактери. Now enters into the scene A.T. Jones and A.G. Wagner. Сега, во целото ова резиме и заклучок, влегуваат и Джонс и Вагонер. И нивните списи. Списите на A.T. Джонс и A.G. Вагонер даваат многу појасно сведоштво за концептот на последната генерација која што служи да го одбрани Божјото справување со проблемот на гревот преку повторување на Христовата совршена победа над истиот. Почнувајќи набрзо после конференцијата во Минеаполис, Джонс проповедал за целосна победа над гревот од страна на светиите на последното време. Вагонер бил првиот кој јасно го развил концептот на последната генерација на верници, од чија што совршена победа над гревот зависи од браната на Божјата чест. Слични стојалишта можат да бидат најдени и кај Елен Вајт и A.T. Джонс, како и кај помалку познати водачи од тоа време, дури и кај теолошкиот опонент на Джонс и Вагонер, Урија Смит. So it is clear. Значи, јасно е.
In 1888 till 1915, the church still preaching the same ideas as in 44 till 1880. Значи, јасно е дека црквата во периодот од 1888 до 1915 ги има истите учења како и во претходниот период од почетокот. Now let's see some summary and conclusion for 1915 and 1937 till 1937. Сега, резиме и заклучок околу третиот период, од 1915 до 1937. Разбирањето на Андресен на важноста од постојање на последна генерација на Земјата во однос на космичкиот конфликт, меѓу доброто и злото се надградува на темелите кои беа поставени од претходните генерации адвентистички приврзаници. So Andreasen last generation theology was built upon the foundation laid by previous generation of Adventists. Значи теологијата на Андресен околу последната генерација е изградена, поставена на темелите на претходните генерации адвентисти. Okay, summary and conclusion. Конечно резиме и заклучок. Од оваа компаративна студија е јасно дека концептите на Андресен за последната генерација се тесно поврзани со погледите што ги застапувале Елен Вајт и други адвентисти пред 1937. Кога ќе се споредат списите на Елен Вајт и други адвентисти со разбирањето на Андресен околу целосната победа над гревот од последната генерација, се гледа силна поврзаност. And final conclusion. Конечни заклучоци, од оваа студија можат да се извлечат низа на заклучоци. Најважниот наод е дека теологијата на Андресен за последната генерација се заснова на бројни концепти што може да се најдат во списите на Елен Вајт и други адвентистички автори кои му претходеле. Му претходеле на Андресен. Тоа не е изумителна идејата дека Божиот народ од последното време, кој ќе биде соочен со страшни притисоци, да се откаже од верата, ќе се воздржува од грешење. Значи, Андресен не ја започнал науката за последната генерација, туку тој ја дефинирал. So I believe that Paul Evans has right. Јас верувам дека Пол Еванс има право. Andreasen did not invent this theory. Значи, Андресен не е изумител на оваа наука. He only explained it in a scholastic form. Туку ја објаснил, ја дефинирал. He was professor, administrator, minister in the Seventh Adventist Church for many years. Тој бил професор, администратор, службеник во црквата за повеќе години. And he was, according to Knight, influential between. И според Најт, тој бил многу влијателен. You tell me. Во кој период бил влијателен? Се сеќавате, кажуваше еден период, па го прошируваше период. The 30th, the 40th, the 50th. Okay. Even the 60th. Okay. Yes. Now, we read a quote that we have read it last night, but I want to choose now to understand the implications of these words. Значи, ќе прочитаме еден цитат што и вчера го читавме, но би сакал да со гледам употребливост на овие зборови. Значи, невозможно е да се прецени влијанието на Андресен на адвентистичката теологија од 20 век. Неговиот теолошки пакет е толку важен во модерниот адвентистички развој, што човек е приморан да одговори на него на овој или на оној начин. Поединци и групи внатре во црквата или силно се служуваат со неговата теологија, или мораат со сила да реагираат против неа. Неутралноста не е опција за оние кои ги разбираат неговите учења. Why? Зошто? Please think. Why we cannot be neutral? Размислете зошто ние не можеме да бидеме неутрални, да заземеме неутрална позиција околу. So why we must decide even strongly for or strongly against? Зошто во црквата значи се разделиле две групи, или биле силно против неговата теологија или пак силно се служувале со неговата теологија. Немаме нешто измеѓу, значи немаме неутралност. We are
For truth or against the truth. Thank you very much. We are for truth or against the Значи ви truth. благодарам. Ние сме или за вистината или против нея. We are for the church or against the Ние сме church. или за църквата или против църквата. We are for God or against God. Или сме за Бога или против Бога. It's very simple. Много едноставно. When Andreasen heard what's happening, Кога Андресен слушнал што се случувало, he started to send letters to the General Conference office. почнал да испраќа писма до канцеларията на Генерална конференција, Hoping that it is not truth what was reading in that magazines written by Calvinists. надевајќи се дека не е вистина она што го читал, што можел да го види во списанијата на овие калвинисти. Because before Adventist leaders to say to the church what happened, Бидејќи пред адвентичките водачи да и кажат на црквата што се случувало, Barnhouse published in his Eternity magazine information about the discussions. Барнхаус во своето списание Eternity веќе објавил што се случувало при тие дискусии. When Andreasen read about these meetings, he did not believe that they took place. Кога Андресен разбрал за овие состаноци, не можел да поверува дека се случило такво нешто воопшто. He did not believe that our leaders responded to the Calvinists as Barnhouse was saying. Тој не можел да поверува дека нашите водачи на тој начин му одговориле на поставените прашања како што Барнхаус тоа го напишал во своето списание. So the most trained theologian of that time Значи едно од најспособните, најтренираните теолози од тоа време, wrote to the administration from the General Conference to receive answers. значи one of them, Андресен. Andreasen is this. Значи сака да каже Андресен е еден од највлијателните теолози од тоа време, напишал писма до Генерална конференција. But he did not receive a clear response. Меѓутоа не добил јасен одговор од Генерална конференција. So he began to write to the churches Затоа почнал да им пишува на црквите. 6 letters 6 писма пратил. to inform the churches what's happened. Да ги информира црквите за сето она што се случувало. This had consequences. А ова имало сериозни последици по него. On April 6, 1961, На 6 април 1961 you can read, членовите на одборот на Генерална конференција кои заседаваа на пролетниот совет неволно гласале да ги суспендираат неговите свештенички овластувања. Ова било направено заради прво внесување раздор и конфузија во редовите со глас и пенкало и заради под два тоа што се одбивало да се одговори потврдно на апелите да ги произнесе своите разлики на Генерална конференција освен по негови одредени услови. this shows us that in the Seventh-day Adventist Church, Ова ни покажува дека во адвентистичката црква you can be an authorized speaker for the truth when you are not saying anything. можете да бидете овластен говорник на вистината кога всушност не кажувате ништо. And it's a sad moment for the Seventh-day Adventist Church. Excuse me. And it's a sad moment for the Seventh-day Adventist Church. Тоа е еден тажен момент за адвентистичката црква. We go to the next slide. Како овластени, значи всушност да не кажете ништо посебно. Во лично писмо Андресен напишал: како што можеби знаете, моите акредитиви се суспендирани. Дознав за тоа нешто покасно. Но јас се уште сум адвентист на седмиот ден. Храбар сум. Да се остане на бродот е малку тешко кога си исфрмен од него. Претходно напишал: 3 пати сум слушнал како Елен Вајт повторува: останете на бродот. И вели дека тоа било добар совет. So, we have a good advice. Stay by the ship. Значи, добар совет имаме овде да останеме на бродот. And in the ship will remain always those who love the church and their Lord Jesus Christ. А на бродот ќе останат секојаш оние кои што ја сакаат црквата и го љубат Христа. Something else about Andreasen.
Еве уште нешто во врска со Андресен. Тоа лето го посетиле двајца негови студенти, значи откако бил суспендиран, кои биле решени да не ги спомнуваат неговите проблеми. Првото нешто што го кажал било, значи им кажува на студентите, па ми ги суспендира овластувањата. Со насолзени очи додал, јас не сум ја напуштил црквата. Немам никакви намери да ја напуштам црквата. И покрај заложбите на неговата втора сопруга, да му ја понуди најдобрата можна нега, неговото тело не можело да ја издржи тагата што го совладувала. Посебно за време на долгите ноќи. Повеќе не му било дозволено да проповеда макар и една проповед во саботите. That's the history. Ова е историја. What's happened with a man who stood near the Adventists? Што се случило со човек кој што стоел во одбрана на адвентизмот? While others were trying an affair with Calvinism. While others were trying. An affair, as a relation between men and women. Да. Додека во исто време останатите биле во афера со калвинистите. You know? And the times in which we are living today А времењата во кои што денес живееме are the same. се истите. The same fight exists. Истата борба постои и денес. The same theological tension is present. Истите теолошки тензии се присутни. And again we can be against or for. И повторно можеме да одлучиме или да бидеме против или да бидеме за. Neutrality is an against the truth. Неутралноста не постои, значи ако сте неутрални, тоа значи дека сте против вистината. In the next slide, we will read what the General Conference President had to say in regard to Andreasen's actions. Andreasen's what? Actions. Во следниот слайд сега читаме што тогашниот председател на Генерална конференција имал да каже во врска со она што му се случило на Андресен. Вистинската вера во Бога ќе не води да веруваме дека кога сме ги ставиле до знаење своите лични убедувања пред одговорните тела, тогаш можеме да се потврдиме на Бога дека ќе надвладее било какви грешки што можеби ги направиле поединци или одбори. Погрешно е за било кого да заземе став дека штом нешто не е прифатливо за него, тогаш браќата не се во право. А двојно погрешно е да започне да ги изнесува своите ставови во обидот да ги натера другите да ги прифатат. Колку многу подобро е да се потпреме на Бога. Is this true faith? Дали ова е вистинито? Ова е вистинска вера? No. This is treason. Не, ова не е вистинска вера. Ова е предавство. But you see how treason is made faith in God. Меѓутоа гледате како едно предавство на некој начин изгледа како да е вера во Бога. And a lot of people believes this lie. И мнозина веруваат во оваа лага овде. That's why I'm saying it's very important to have the word and the word only. Затоа ви велам дека многу е битно да го имате Словото и само Словото, се држите до Словото. The last slide for this evening. Последниот слайд за оваа вечер. Think what is written here. At what is written here. Значи се треба да размислиме околу ова што е запишено овде. Заклучок на целото ова истражување на случајот Андресен. Една од особините на човечкиот ум е, иако лесно ја сваќа и прифаќа пријатната приказна или басна, одвива да ја прифати вистината, се додека не биде приморан на тоа. Ова е вистина, нели така? Многу лесно можеме да прифатиме некоја приказна, меѓутоа вистината малку тешко. Колку е силна оваа склоност кон зло, што умствените филозофи се должни да ја земат во обзир. Едно од Бејконовите правила, како да се избегнуваат погрешни заклучоци, е следното. Генерално, нека ученикот на природата го прифати ова како правило. Сето она што разумот ќе го зграпчи и се задржува на него со посебно задоволство, треба да се смета за сомнително. Од друга страна, вистината природно се отфрла и одбива. I think you understand. Мислам дека разбравте, нели, зашто. Tell to people about Greek mythology.
Кажете им, зборувате им на луѓето во врска со грчката митологија Nobody will fight against mythology. и нема никој да стане против таа митологија. Tell them stories from America, from American Indians. Nobody will deny. Кажувајте им приказни истории Маниту. во врска со американските индијанци и нема никој да стане против Маниту. Tell them stories about Buddha, Кажувајте им приказни во врска со Буда, Krishna, and Vishnu. Кришна и Вишна. Nobody will have laws against them. И никој Will create laws against them. никој нема да воспостави закони против нив, против тие такви приказни. Speak for God. А зборувајте за Бога и за вистината. Europe, it's against God. Европа е против Бога. United States, it's against God. Соединените американски држави се против Бога. Russia, it's against God. Русија е исто така против Бога. Africa also. Африка исто така. Everybody, it's against God. Сите стануваат против Бога. If you don't believe this, please open the Bible in Proverbs. Ако не ми верувате на овие зборови, тоа што отворите Библијата во Пословици, Chapter 2, in Psalms, chapter 2, псалмите, се извинуваме, псалмите, втора глава псалмите, please read verse 2, 3, and 4. и ќе ги читаме 2, 3 и 4 стих. Псалм 2, 2, 3 и 4. Земските цареви стануваат и кнезовите се собираат против Господа и против Неговиот помазаник. Да ги скинеме нивните окови и да го отфрлиме нивниот јарем. Оној што живее на небесата, им се смее, Господ им се подсмевнува. You see? This fight never ended till now. Оваа борба не е завршила и до ден денес, се уште трае. This fight will increase till the end of time. Ова борба, како што доаѓа времето на последокот, се повеќе ќе се зголемува, ќе расте. In this time, God needs His church to stay for the truth. Затоа во ова денешно време на Господ сака, на Господа му е битно црквата да стои до вистината. To stay for the truth means to know the truth. Да стоиме на страната на вистината, значи да ја познаваме вистината. We finish for this evening. Ќе завршиме за оваа вечер. I invite you tomorrow for the fourth part of our meetings. Ве поканувам утре вечер во истото време, каде што ќе започнеме со четвртиот дел од нашите предавања и четвртата презентација. Entitled The Remnant and the Dissidents. Под наслов Остатокот и дисидентите. May the Lord bless you Нека Господ ве благослови and see you tomorrow evening и се гледаме with утре His вечер. blessing. Amen. Амин.